Со докторката Катерина Ставрич разговараме на тема имунизација. Во продолжение за она што сакам да го задржам вашето внимание, а тоа е дека доколку сме несовесни кон здравјето на нашите деца, можеме несовесно да влијаеме на здравјето и на околината. Затоа што нискиот опфат на вакцинација всушност е многу голем ризик на повторно разгорување на некои заболувања што одамна сме ги заборавиле дека постојат. Добро утро, докторке. Добро утро, благодарам на поканата. Јас ви благодарам, се разбира, на присуството и што се одзвавте на поканата и дојдовте ова саботно издание да дадеме одговор на една тема која што е актуелна, доста, со многу недоумици кај родителите. И сега би сакала да ги разјасниме. Можеме да направиме прво еден вовед во темата. Каква е во моментот ситуацијата со редовната вакцинација? Значи, редовната имунизација се спроведува редовно. И за време на ковид пандемијата и покрај тоа што имавме на вистина сериозна состојба и родителите беа загрижени и здравствените работници беа загрижени, во ниеден момент редовната имунизација не се прекина. Меѓутоа, факт е дека тие 3 години во текот на пандемијата влијаеше врз намалување на офатот на имунизација. Тоа не е ништо ново, значи се случи во сите земји во светот, се случи таа состојба да офатот со редовната имунизација падна. И ние тоа го гледаме сега. Последните резултати од 2021 година, 2022 година сега се обработуваат и ќе излезат. Меѓутоа се уште, да речам, се трудиме да го зголемиме офатот, но паднат е под она што ние велиме 95% офат е некој процент кој што обезбедува да бидеме безбедни од можни епидемии и зарази во државата. Колективен имунитет тој процент? Да, тоа е тоа колективен имунитет, затоа што ако 95% од децата се вакцинирани, на некој начин и оние 5% кои што поради различни причини не може да бидат вакцинирани, поради возраста, поради болести одредени, поради имуносупресивни терапии или па организмот вакциниран е, меѓутоа поради тие терапии е намален имунитетот и постои ризик да доколку се појави епидемија да се разболат. Така да тоа е тој колективен имунитет кој што ни е важен да го постигнеме, тој офат од 95%. За жал, податоците од 2021 година покажуваат дека тој офат е далеку понизок за повеќето вакцини. Докторке, па и никако и пред пандемијата беше паднат опфатот на вакцинација, особено со МРП вакцината. Никако ова наназад години се проткајува. Дополнително можеби и пандемијата ние имавме релативно висок офат со вакцинација пред пандемијата за повеќето вакцини. Исклучок беше МРП вакцината. И за жал тоа и го искусивме. Ни се 2018-19 година, кога офатот падна на 75%, ни се случи епидемија. Така да, тоа е тој колективен имунитет што велиме, значи 75% не ги штити децата кои што не се вакцинирани и не само тоа почна во Скопје, во Радишани, па во други делови од Скопје, меѓутоа после тоа се прошири и на цела територија на Македонија. Ради комуникацијата, ради отвореноста движењето, социјалната комуникација. Така да и ни се случи епидемија. Меѓутоа, благодарение, повторно ќе речам, значи, свесноста на родителите, ние успеавме во тој период за 4-5 месеци да извакцинираме 45.000 деца. И повторно го качивме офатот на 95 и со тоа фактички ја прекинавме епидемијата. Зашто да дозволиме повторно една таква ситуација кога имаме вакцина која што ќе не заштити од затоа што сепак тогаш 1000 деца беа заболени, добар дел од нив беа хоспитализирани со компликации, имавме 4 смртни случаи. Значи сето тоа можеше да се превенира ако одржувавме висок офат со МРП вакцината.
Знаете како ние како народ веројатно треба да бидеме исплашени, прекорени, па да се воведеме некако во ред. Тогаш чина ми дека министерот имаше обврзувачка одлука дека децата да бидат примени во градинка мора да бидат вакцинирани со МРП и дополнително едноставно ги обврза родителите дека мора да дадат таа вакцина. Зошто толку проблеми веќе кога спомнавме таа вакцина? Можеби периодот кога треба да се приме е всушност периодот кога во некои ситуации се јавуваат и првите симптоми на некоја болест или некоја состојба. Да, во основа симптомите на некое пореметување во однесувањето, на што највише ги плаши родителите, најчесто почнуваат да се приметуваат после првата година. Во текот на таа прва, втора година се почнуваат да се приметуваат. Првата доенечкиот период, обично детето е доста еластично. Нормално е дете да проводи на 6 месеци, на 12 месеци, нормално е да проводи на 18 месеци, нормално е да седи на 6 месеци, меѓутоа и на 9. Значи, тоа е доста дезата и со прозборувањето. И изборувањето не е проблем, меѓутоа комуникацијата се развива, може да се процени, да се види дека тоа дете комуницира, разбира. Најчесто после годината почнуваат тие симптоми да се јавуваат и знаете, ја ги разбирам родителите, они наједноставно, рационално сакаат да најдат оправдување за тоа што се случува. Наједноставно е вакцината која што се прима на година дена да се поврзе со... Меѓутоа, повторно, повеќе пати сум рекла и сега ќе го кажам, дека на вистина 20 години интензивно се работи на да се докаже таа поврзаност помеѓу МРП вакцината и аутизмот, нема докази. Тоа зборам за големи студии од 500.000 научни студии, 500.000 деца кои што се следени по 10-15 години, каде што буквално нема никаков доказ дека тие што примиле вакцина имаат поголема застапеност на симптомите на аутизмот. Значи, аутизмот е болест која што расте, значи се почесто и почесто ја гледаме. Многу други фактори влијаат на појавата на аутизмот, така да навистина можам со сигурност да им кажам на родителите дека можат безбедно да ги вакцинираат со МРП вакцината. А каква е сега состојбата, доктор, ке со оглед на фактот дека е паднат е процентот на редовната вакцинација, а расте па бројот на аутизам како состојба кај деца? Токму тоа е, дека у суштина не е МРП вакцината поврзана со појавата на аутизмот. Други фактори влијаат. Се уште тоа поле на истражување. Тоа се деца кои што се невакцинирани, претпоставувам. Да, значи тоа се деца кои што не се вакцинирани, меѓутоа други фактори, она што сакам да го кажам, и уште во текот на бременоста и во првата година влијае на појава на аутизмот. Така да и тие деца кои што имаат такви проблеми треба да се заштитат, затоа што вакцината штити од болести. Болестите значи, може да предизвикаат дополнително влошување на состојбата на едно дете со некоја хронична болест, со аутизам, доколку дојде до инфекција. Ризикот од компликации, од оштетувања од самата болест е многу поголем отколку од вакцините. Докторке, во период кога имаме зачестени вируси, настинки, грип имаше на вистина во голем број, сега малце се стивнати бројките, некако и школските деца доста ги зафати. Тука можеме да ја споменеме и ревакцинацијата оти обично сега во периодот кај школските деца и редовната ревакцинација. Дали сето тоа е причинител да се одложи вакцинацијата? Што може да биде причинител и после колка временски период можеме да одложиме? Кога е дозволиво? Значи, не треба да се одлага вакцината. Акутна инфекција, која велиме акутно болно дете со температура, со симптоми на болест, да, не се вакцинираат. Меѓутоа, по завршување на таа акутна болест, која што може да трае, обично трае, од 7 до 10 дена, детето е веќе тука, плюс? Без разлика. Без разлика? Значи, може да, ако е здраво,
дете што јаде, што трча, што игра, што иде во школа, е здраво, може да биде вакцинирано. Нема потреба да се одложува вакцината, да се чека да после една болест, затоа што зимскиот период е период на инфекции. И нормално е детето малтене секој месец да има по една таква инфекција. Ако така чекаме, ќе остане детето невакцинирано. Значи нема потреба. Доволно е 7 до 10 дена по санирање на акутните симптоми на болеста да детето си се вакцинира. Има деца кои што примаат антибиотици превентивно, продолжено. Значи, примањето на антибиотик не е контраиндикација за вакцина. Може да си се вакциниран. Реално, многу малце има состојби кои што, она што велиме, не треба детето да се вакцинира во. Тоа се исклучително ретки ретки состојби. Значи, ако примаат некои имуносупресивни терапии, има точно протоколи после колку време од таа состојба може да почне да прима. Нити анемијата, нити слабокрвноста, нити одредени други болести, па и хроничните болести, дете со епилепсија, дете со некои други хронични заболувања, доколку самата болест е стабилна, со терапија, не е контраиндикација, значи треба да биде вакцинирана и напротив, тие деца треба да се вакцинираат и да се заштитат од можни разболувања, затоа што она што го кажав, посебно они се чувствителни да доколку не се вакцинирани, не се заштитени, ако не дај Боже се случи некоја епидемија, многу полесно ќе се разболат и многу посериозни компликации ќе настанат Уште дополнително на веќе таа хронична состојба. Докторке, многу прашања ни стигна за вас од родители. Со оглед на тоа дека најавивме дека ќе ни бидете гостинка, вели една мајка, моето дете оди во градинка, реално постојано е настинато под наводници, му тече носето, подкашлува, го тргам дома да го стабилизирам, па да го вакцинирам, па повторно го враќам во градинка. Нема потреба. Значи, течење нос, кашлање не е болест. Значи, потребно ли, извинете, ве прекинувам, потребно ли е дополнително на прашањето, постојано да се прави крвна слика за состојбата пред да се вакцинира детето? Не. Затоа што ни крвната слика може детето да е болно и крвната слика да биде нормална, вироза ако е, значи не е показател за релевантен. Она што викам клиничкиот аспект на детето, симптомите се тие кои што нас докторите ни кажуваат дали е детето акутно болно или не е. Течење нос, кашлица не е болест. Сите деца сега во зимскиот период, ладниот воздух, загадениот воздух, сувиот воздух дома, значи многу други фактори влијаат на кашлицата, алергиите влијаат. Значи може детето да кашла, не е тоа причина да се одлага вакцината и нема потреба да се одлага. Нема потреба децата да се извадат од градинка, да се чуваат да бидат здрави за да се вакцинираат. И исто така нема потреба и по примањето на вакцината да се чуваат дома за да не да пројде период, па децата кога примаат вакцина не се заразни за околината. Вакцината не предизвикува болест кај детето, не може да предизвика, тоа се мртви атенуирани вируси. Најчесто после со МРП вакцината викаат прво да го чувам дома 2 недели, да биде здрава, па после тоа вакцината уште 2 недели да не биде. Значи тоа апсолутно е мит. Нема потреба. Значи може да прими вакцина, да си оди у градинка, да си продолжи. Не е ниту заразно. Несаканите ефекти од вакцините, збориме за повеќето вакцини, се јавуваат во првите 24 до 48 сата. Исклучок е МРП, првата доза на МРП вакцина, која што може да покаже после 7 до 10 дена покачена температура, осип, значи некои такви симптоми. И тоа обично им се кажува на родителите да не мислат дека нешто, некоја вироза, дека нешто се случува со детето, дека може би е тоа реакција од вакцината. Велите со првата доза, со втората не очекувате? Не. Значи, првата доза, она што го велиме дека со оглед дека е оваа атенуирана вакцина, првата доза е таа која што поттикнува имунолошки одговор во телото, создавање на антитела, заштитни антитела и може после 7 до 10 дена да се појават такви симптоми.
веќе со втората доза, со оглед дека организмот веќе има создадено имунитет, втората доза има улога на бустер. И ние затоа се важни тие втори дози? Да, тоа сакав да го кажам, значи примањето на една доза на МРБ, има студии кои што покажале негде 88% ги штитат вакцинираните деца. Значи не е таа заштита она што велиме 100%. Веќе со втората доза 95% е заштита од вакцината. Да бидеме јасни, нема 100% заштита. Значи има мал процент, она што викаме некој процент од децата кои што се нереактори и може да не создадат задоволителен имунолошки одговор. Многу е мал процент на тој. И она што во случај на епидемија имаше и предходната, вакцинирани деца да се разболат од болест. Може. Меѓутоа, ако вакцинирано дете се разболе, тоа е исклучително ретко. Меѓутоа, тогаш и самата болест е многу лесна и брзо поминува. Нема компликации. Значи, затоа е важно да бидат имунизирани. Ова што велиме 95% е заштитено со 2 дози на вакцини. Кога ги објаснуваме митовите што постојат и го разбиваме тој мит за некој нешто околу имунизацијата, дека вакцината го намалува имунитетот? Не, кога ќе бидат вакцинирани дека паѓа имунитетот на... Напротив, вакцините го поттикнуваат имунолошкиот одговор на организмот, создаваат антитела. Што значи организмот се бори кога ќе кажат докторите, тоа е тоа? Тоа е тоа, значи целта е да вакцината не предизвикува болест, меѓутоа тие делови од вакцината се специфични кои што го поттикнуваат нашиот имунолошки организам да создаде антитела, за да утре кога ќе дојдеме во контакт со тој вирус или бактерија, нашиот организам веднаш да реагира и да се справи да не дозволи да се разболиме. Така да не го слабе имунитетот, напротив, родителите сакаат нешто за имунитет за децата да го стимулираат. Тука сакам да потпрашам. Еден од начините како да го поттикнеме зреењето, затоа што ние знаеме дека децата првите 3 години од животот созрева имунолошкиот систем. Тоа е физиолошки процес. И вакцините се еден начин како го поттикнуваме тоа созревање побрзо да созрее имунолошкиот. И тука има научни студии кои што буквално покажуваат разлика во зреењето на имунолошкиот систем помеѓу невакцинирани и вакцинирани деца. Дека многу побрзо созрева имунолошкиот систем кај деца што се вакцинирани. Вакцините се безбедни. Значи нема потреба да се е важно зашто нашиот календар е така направен да сите вакцини се сместени во она до година и пол, да речам, детето ги прима тие вакцини. Тогаш е детето највулнерабилно за овие инфекции. Знаат родителите ротавирусна инфекција, пнеумококна инфекција. Кај големо дете ќе помине, нема да направи никаква симптоми на болест, меѓутоа во оваа возраст може да даде сериозни заболувања токму поради оваа имунолошка незрелост. Сериозни заболувања, хоспитализации, компликации. Значи, затоа е важно да не се одложуваат вакцините, туку токму во временскиот период во кој што се предвидени да децата ги примаат тие вакцини. И верувам дека ќе посоветувате тука и соматичниот доктор да бидат во тек во делот дека треба да се запази вакцинацијата и кога треба нешто кратко да се пододложи, повторно да биде тоа во рамки на акутна болест, да. Меѓутоа толку. Тоа трае 7 до 10 дена, што се вика, после тоа веднаш може да се вакцинира. Тоа е она рутинска имунизација. Ова што рековме, бидејќи има голем процент на деца кои што ја пропуштија вакцината во текот на ковидот, вакциналните пунктови сега ги повикуваат тие родители, тие деца да ги донесат, да ги вакцинираат. И добро и самите родители да ги проверат, да се консултираат со превентивните тимови, соматичниот доктор, дали може би некоја вакцина, не сакајќи во овие 3 години од пандемијата, ја имаат пропуштено, за да
Значи има направен календар како и тие вакцини што се пропуштени, децата да ги вакцинираме. Еве можност родителите сабота и недела да си ги погледнат вакциналните картони и да видат докаде се. Со вас ми е неприсушен разговорот. Сакав да искористам само и вашето долгогодишно искуство да на крајот да го заокружиме разговорот со оглед на овој период во кој што родителите често земаат имуномодулатори. Јас кога ви имам прашано што да давам на имунитет на детето, ви имате кажано ништо. И сега дали повторно ако ве прашам, ќе речете што сега, дали да се потикнува со имуномодулатори имунитетот? Видете, она што го реков, првите 3 години од животот е нормален физиолошки процес на созревање на имунолошкиот систем. Ако се тоа нормални, акутни вирусни инфекции кои што поминуваат кратко траат, се само ограничувачки, поминуваат сами од себе, генерално нема потреба од нешто. Значи, имунолошкиот организам созрева, учи, секоја инфекција ние сакаме детето преку прележување на одредени болести, значи се запознава со тие инфекции, создава имунитет и после кога ќе повторно се најде во контакт со таа инфекција, он е веќе спремен да се одбрани од таа инфекција. Значи нема потреба да нешто дополнително даваме. Да, после тешки вирусни инфекции или бактериски инфекции, после долги хоспитализации, кога навистина и ние велиме дека може би имунолошки е паднат организмот, во консултација со педиатрите и соматичните доктори знаеме и ние да препишеме одреден во зависност што сакаме да, како сакаме да го заштитиме, препишуваме. Меѓутоа не е тоа нешто што треба рутински да се препорачува на секое дете. Ви благодарам. Благодарам, посакувам да си имате убав викенд и се разбира до следно гледање. Благодарам на поканата и секогаш сум тука за одговор на било кои прашања што ги имаат родителите поврзани со вакцината.